Благодарам, почитувам подпредседателя, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван господин Нацевски. Најпрво би сакал да кажам дека извештајот кој што пристигна до собранието е наистина многу квалитетно содржински направен и отсликува реалноста од тоа што сте го виделе по институциите. Графичкиот приказ е многу прегледен, да можат и луѓе кои што не се од сферата на финансиите да разберат што пишува во него и начинот на кој што се представени работите на вистина представува еден одличен стандард кој што треба и другите институции да го следат, кои што трошат народни пари од оваа држава. Она кое што ми е генерална констатација е тоа дека, штовани колеги, органите кои што немаат репресивна моќ да действуваат сега и веднаш, ревносно си ја работат својата работа, за разлика од органите кои што имаат репресивна моќ и законски надлежности да действуваат сега и веднаш, тие обично спијат, ги нема и се дувла на непотизам. Мојот концепт за денес сакам да споменаме на институција и тука ако може малце внимание од колегите од мнозинството, тоа е фондот за здравство кој што ни беше во последниве денови хакиран, па не хакиран, па украле податоци, не украле податоци, па требаше награди да се даваат на определени инженери, не требаше. Ревизијата заклучила дека има слабости во функционирањето на IT системот на фондот за здравство, пред се во делот на континуиран недостиг на IT кадар, отсуство на IT стратегии и неажурирани IT политики и процедури за безбедност, застарена серверска структура, нецелосна функционалност на апликативните модули, така натаму. Значи, било кој во оваа држава да почитал дел од извештајот за фондот, немаше да имаме хакирана држава и хакирана институција. И затоа луѓе кои што немаат репресивна моќ пишуваат, алармираат, укажуваат, за оние кои што имаат законска моќ, тоа да го санкционираат, но не го санкционираат. Она што пишува во фондот за здравство, интересно вели, најмал број на контроли се извршени кај здравствените установи во болничката здравствена заштита, чии договорни надоместоци се нависоки, а истите се утврдени неправилности има во 85% од случаите. Во 85% од случаите се утврдени неправилности. Што треба да се случи? 100% има неправилност за нешто да се случи во оваа држава. Дали некако собрани одговорност имаме за овакви извештаи? Дали ќе се правиме дека не сме од тука, ќе зборуваме за ланскиот снег? Се овдека е напишано, само го земаме пример фондот. Вели, слабости во постапката за упатување на залекување во странство на осигурените лица, односно не е обезбедена соодветна правна заштита на истите и не е воспоставена контрола, односно систем на следење и анализи за успешност на лекувањето на фондот. И за фондот, и за правни регуларности, и за IT дека се празни, дека немаат, се е напишано, никој не го чита, така си одат до обвинителство од другите институции, никој не смее да реагира, бидејќи имаме заробена држава. И обично кога имате заробена држава од луѓе во власта кои што никогаш не биле на избори, добивате тогаш хакирани институции. И тоа ни се случува во Република Македонија и сум сигурен дека извештајот за оваа за 2022 година ќе биде многу полош од овој за 2021 година. Овдека нема институција во која што не се констатирани неправилности, сомнителни трошења на средства, ненаменски трошења на средства, правни недоречености, нема ги на внатрешна систематизација за трошење и така натаму и така натаму. Без милосно раскрчмување на државните и народните пари се случува, тоа ни го даваат во собранието и ние овдека повторно сме власт и опозиција. Зошто? За некој што краде пари треба да се делиме на власт или опозиција, или тие што крадат пари треба да добијат политичка осуда и да ги повикаме институциите да делуваат коречно во оваа држава? Зашто колегите од мнозинството чувствувате потреба да браните нешто што не се брани? Зошто сметате дека треба да браните туѓи криминали? Дали вие, вашите семејства ги гледате во Република Македонија во следниот период? Ако ги гледате,
тогаш треба да не се делиме на власт и опозиција кога гледаме флагрантни криминали. И тие не се од страна на индивидуа, група или организација. Тие се од страна на Државен завод за ревизија, кој што сите го плаќаме. И ако институцијата која сите ја плаќаме констатира нешто, никој не реагира и тоа доаѓа во собрание, сметам дека собранието треба многу посериозно да се бави со овакви работи. Не може да се брани неодбранливо. Вчера гледаме фирма која што примарна дејност и била производство на долен веш, добива тендер за надзор на 1,5 милиарда автопатишта. И за тоа молчите сите. И тоа ќе дое во ревизија следната година. Едни исти фирми во еден круг на една фабрика близу Велес, па потоа тие биле сомнителни, па доаѓаат исти други фирми регистрирани во истиот двор на таа фабрика близу Велес. Молчиме. Зошто молчиме? Кого ние представуваме во собранието? Партиските врхушки или граѓаните? Овие од владата или граѓаните? Тие од владата на избори веќе нема додат. Ки се одат по дома. Со политика завршиле. А вие што ќе одите на избори, треба сериозно да размислите со која понуда, бидејќи ова се прашањата: криминалот, корупцијата, незаконското работење, позади кои мораме сите да бидеме обединети, да излеземе овдека со заклучоци до заспаниот Јовески кој чека да биде уставен судија, до онојот Зајац, како се викаше, обвинителот, да си направат согласно закон. Не бараме ништо ван закон, туку си постапуваат согласно закон. И тоа е срамотата на македонската политика. Јас само ќе потенцирам неколку работи, колеги. Извештајот е обемен. Мислам дека 10 минути се премалку. Само ќе го парафразирам, односно цитирам она кое што ДЗР на 4 август 2022 година како соопштение го пуштило до медиумите, каде што се вели дека управувањето со јавните инвестиции отсуствува систематска правна рамка, постапки, процедури, надлежности. Вели дека не постои децентрализиран начин на кој не постои сеопфатна слика за напредокот и имплементацијата. Нема евалуација на ништо. Носиме закони, не правиме евалуација како тие се однесуваат на целната група за која сме донеле. Овие трошат пари, поима немаат дали е тоа за добро или ги се фрлаат парите во воздух. Зборува дека има отстапување од градбите, зборува за непризнаени работи, зборува за тоа како од 12-15 милиарди се качуваат, како се дава 30% за се и се што во оваа држава. Сето ова е пратено до медиумите, тие известија, надлежните молчат. До кога ќе молчат надлежните, до кога ќе молчиме ние во ова собрание? Ова собрание е местото каде што сите граѓани се представени од власт и од опозиција. И јас сум убеден дека не постои човек надвор кој што вели да добро е да има криминал во државата. Не постои семејство кое што смета дека да добро е да има корупција во државата. И затоа излезете и барајте одговорност заедно со нас. Бидејќи тоа е државен интерес. Рак рана на ово општество е корупцијата и криминалот. И тука мораме да бидеме заедно. До медиумите било испратено како се запираат проектите, како имаме бавна динамика, како согласно има отстапување од законот за градба, како не се исполнуваат ФИДИК стандардите. Се е тоа пратено до медиумите. Автопатот Кичево Охрид 3 пати овдека се гласате за стотици милиони евра, плюс и плюс. Сите одиме за Охрид, гледаме дека работите стојат, никој не прашува до каде е тоа, кој е виновникот, кој одговараш за тој автопат. Потрошивме 500-600 милиони евра, зошто, кажете ми? Веќе од првичниот битумелни, како се вика тоа, за представање на асфалт, треви растат. И тоа е уништено, и за тоа пари се дало, и никој за тоа не одговара. Се е овдека нотирано и пуштено до медиумите. За коридорот, за железницата е пуштено. За тоа како имаме повлечено многу средства финансиски, за кои што како кредити плаќаме камати, а не се повлечени. Ви стоат парите во некоја банка, за тоа плаќате камата, не се повлечени да ги инвестирате во македонската економија и некој да види аир и граѓани и фирми. Сакам да ви кажам, колеги, треба да има посеопфатна дискусија за вакви работи и тука не смееме да се делиме
на одбрана на владата и напад на владата. Ова е рак раната за која што мора сите да бидеме обединети. Благодарам.